Океј, најверојатно се снима на фолдер. Денешна тема, ако немате други прашања, објаснив за тестирањето и објаснив за колоквиумот. Доколку немате други прашања, тогаш може да споделам, а слободно прекинувајте ми ако имате. Океј. Работиме денеска тема која што е многу интересна и неколку пати на настава ја работевме на практичните часови. Се однесува на нешто што е поврзано со управување на човековите движења. Ако ви текнува, нели, кога зборувавме за координација, кога вртевме со јаженцата, ќе вртиме уште, постојано некако ја спојував координацијата со учење на, учење на нови движења или учење на моторички навики или формирање на моторички навики. Тоа се така три синонима, може и повеќе да ги има, ама еве од различни аспекти пробувам да го допрам моментот, како велат бодибилдериве, да го шокирам мускулот со различни движења. Но сето тоа е некако поврзано со управување на движењата. Мала теорија, ама мислам дека ќе биде интересно и би требало да ги имате овие информации, за да може да, нели, да знаете што се случува со... Че овака дел ќе функционира? Да, окей. Што се случува во латентниот дел, како се организираат движењата, ова се само основи. Значи, има многу истражувања, особено истражувања за однесување на човекот, на бихевиористички, поврзани со психологија ама и во делот на движењата, neuroscience, значи многу голем допринос, но тука сме и ние кои што како кинезиологија учествуваме во овој дел како се управува со движењата, како се создаваат моторички навики и нели ви кажав од рехабилитацијски моменти па се до тренинг. Го имате учено Норберт Винер, така го нарекуваат основоположник на кибернетика или наука за управување со движењата, наука за управување со системите, со процесите, не со движењата, наука, теорија, ајде, повеќе да кажам, нели, постојат и други теории, ќе ги видите, човековиот централен нервен систем или мозокот е неистражено поле, се повеќе се истражува, дури се имате неуролинк, еден момент каде што луѓе со параплегија, квадриплегија всушност, неподвижни воопшто, пробуваат да го иницираат централниот нервен систем за да може да па дури и движење да има да се премости некако тој спој, тој расцеп помеѓу нервите кој што настанал. Можете повеќе да најдете Neuralink, мислам дека се вика уредот, нешто Елон Маск беше уклучен во тој дел. Но како и да е, значи пробуваат да направат да има врска помеѓу системите и ние, ако може да видите од сликата, ние функционираме со ова е компјутер, значи компјутерот вака функционира. На некој сличен начин функционира и човекот, но не волку едноставно, многу посложено. Значи секогаш имаме некој систем кој што управува. Тоа е мозокот, централниот нервен систем. Тој систем е поврзан со системот кој што е управуван. Например, кај нас многу лесно е да кажеме дека мускулите се управувани, така? Мускулите даваат информација назад, некоја повратна врска, тие се тие 4 момента кои што во кибернетикава треба да ги имаме како предвид, даваат некоја повратна врска до системот што управува. Значи, централниот нервен систем задава задача до мускулите изведуваат, враќаат назад информација дали е добро или не. Сега, кој ја прави повратната врска? Дали мускулите? Ја прават и мускулите, ама преку внатрешните рецептори. Кај вртењето со јаженце, например, ја правеше даскалот, колегите, а и самите ја правевме таа повратна врска каде што велевме да, чекај, не е добро. Јаженцево не се прокнува. Значи, што треба да направам? Повратна врска. Што треба да направам? Давам информација дека
Не го вртам добро јаженцето, нешто се случува и сега јас треба до централниот нервен систем да му дадам нека влезна информација, да му кажам, слушај, да сконцентрирај се малку, треба да помине јаженцето од оздола. Значи, кога ќе скокнам, да помине јаженцето. Централниот нервен систем или мозокот вели, окей, супер, а, дај сега што треба да направам, ќе се сконцентрирам, давам нова задача. Нова директна врска накај мускулите, тие се управуваниот систем. И сега, значи, ова е многу едноставно што го кажав, но на некој начин ова се однесува кибернетиката и моделот на Норберт Винер. Ама замислете дека во телото не се само мускулите и мозокот, туку, како што пишува горе, имаме систем на внатрешно лачење на жлези со внатрешно лачење. Ние не сме свесни за дишењето, не сме свесни за мислите. Мислам, тука се, ама така е, ја кога зборувам, мене ми е фокусот на нешто друго. Не ми е фокусот на тоа дали надбубрежната жлезда излачила доволно инсулин или не. И некои такви моменти, дали срцето функционира или не. А во суштина, во позадина, некој го управува тоа. Значи имаме дел, повторно, систем кој што управува, значи орган кој што управува и управуван орган. Значи кај срцето централниот нервен систем е тој кој што управува или автономен нервен систем, а управуваниот систем е срцето, срцевиот мускул кој што чука, исчукува, влегува крв натре, нели, колку беа, две предкомори, две комори, систола, диастола, тамо физиологија, мислам дека сега учите. Сега учите физиологија, втор семестар? Не, наредна Втора година. година. Наредна, добро. Диастола кога крвта се прима во срцето во предкоморите, систола кога се исфрла тамо од и оди во артерија. Која артерија беше таа главната која излегува од срцето? Мислам дека тоа понатаму е Аорта. аорта, одлично, браво. Значи, приметувате, не се однесува само теорија на функционирање на системите кај мускулите, туку постојат на секаде. Психологијата па особено, нели, како се управува, што се случува со тој психолошкиот дел внатре. И нас не интересира малку повеќе како ние учиме нови движења, затоа е овој момент. Бернштайн го споменав, основоположник во motor skill acquisition или во овие теории, нели, учење на нови движења и во овие теории поставување на однесувањето како ние ги совладуваме нештата и што се случува во нашето тело. Во времето на прво Русија, па после СССР, а може би директно во СССР, споменав еднаш дека некако многу радикални беа СССР во науката и излегуваа надвор од хомеостаза, значи надвор од граници на нормално функционирање, нели, наука треба и некојаш да излегува надвор, ама тоа да биде безбедно. Но русите имаат, СССР имаат поставено одлични варианти, одлични моменти, особено во кинезиологија, во спортскава наука и физичката култура и образование. Порано факултетот се викаше физичка култура, факултет за физичка култура, ФФК. И пробувавме културни да бидеме, денеска се образуваме, сме културни најверојатно, ама така. Бернштайн, да се вратам. Не многу, мислам, почитувам внатре во СССР, не многу надвор, ама како доаѓа рушење на границите и распад на СССР, почнуваат неговите теории се повеќе да се препознаваат. Па, на пример, имам едно книгиче кое што е баш трибют на Бернштайн и се што он има направено, многу автори работат на неговите теории, слични нови теории кои што се засноваат на Бернштайн и допринесот на Бернштайн. Само ќе споменам кај него сензорна корекција. Значи, ако застанете на една нога, тогаш рамнотежата е намалена. Арно, ама, нешто ја одржува рамнотежата. Внатрешните проприорецептори во мускулите на нозете се оние кои што примаат информација, праќаат до централниот нервен систем повратна врска и велат коригирај, коригирај, коригирај. Значи, на база на сензори, ние успеваме, сензорна корекција, ние успеваме да стоиме на едно стопало. Замислете дека ако се подигнеме на едно стопало па на прсти дека ќе се наруши рамнотежата, ама сепак успеваме да стоиме уште, нели, во некоја рамнотежна положба.
Повторно се случува истото затоа што имаме сензорна корекција. Сега не е дека Бернштайн ја смислил и заради тоа стоиме, туку поврзана е со Бернштайн, ќе видите и Ам, фино го има објаснето тој дел. Сега замислете, стоите на едно стопало и ги затварате очите. Визуелниот апарат се елиминира. Значи, равнотежната задржувањето на таа состојба, тоа е лабилна состојба, не е стабилна, иако ние пробуваме да ја стабилизираме, ќе учиме по равнотежа кои се тие состојби, стоењето е во лабилна. Кога стоиме, ние сме во лабилна состојба, значи секош може да паднеме. Нели, не може да ја задржиме, гравитацијата не влече надолу. И плюс ако ги затвориме очите, тогаш уште повеќе ни е потребна оваа сензорна корекција за да може централниот нервен систем на база на проприорецепторите кои што праќаат повратна врска до централниот нервен систем да прави директна врска кон мускулите и да каже овој мускул контрахирај го, овој мускул опушти го, нека прави стабилизација, овој мускул да ја фиксира да го фиксира лостот. Значи замислете, не знам дали може да пробајте барем замислете колку милиони операции се случуваат во дел од секунда, а ние само стоиме на една нога со затворени очи, можеби на прстеја, нека биде. Значи отежнуваме рамнотежната положба. Многу процеси, многу системи се вклучени, а за нас тоа изгледа многу едноставно. Луѓето што имаат проблем со рамнотежа воопшто не е едноставно тоа е комплициран процес. И тие се многу посвесни за нештата, отколку ние кои што едноставно ги занемаруваме овие работи. Значи во позадина сакав да објаснам за сензорната корекција и ќе се надоврзам, нели, на незе. Еве, токму што е тоа овие рефлексни лакови и како функционира овој кибернетски модел. Значи, централниот нервен систем праќа информации преку еферентни токови, значи централно преку нервите, до мускулите, од мускулите преку сензорните неурони се прима, се праќа, нели, повторно преку нервите се праќа информација до мозокот. Овие што одат од мозокот надолу се викаат еферентни, овие што одат од мозокот нагоре се викаат аферентни врски. Значи, моторни се стимулираат сензитивни нерви и моторни нерви. Во суштина, нели, тоа треба да произведе некое движење. Што вели Бернштайн? Бернштайн вели дека кога ги формираме движењата, кога сме во процес на формирање на движењата, тогаш постојат така некако 4 фази. Првата е рефлексна фаза, каде што ние подскокнуваме со јаженце, ама тоа е едно така хаотично движење, рацете одат нешто нагоре, тие што бевте на часови можете да приметите и сами ке себе. Па нозете се свиткуваат, па не сум скокал никогаш со вкрстено, нели да ги вкрстам рацете, па не ми оди. Во тој момент имаме активација на многу голем број на мускули. Значи, затоа вели рефлексно ниво или каде што пробуваме да ги решиме нештата интуитивно без да даваме некој добар план. Значи немаме план за тоа, нема решение централниот нервен систем, едноставно пробува да активира голем број на мускули. Значи повторно праќа многу голем број на информации во многу кратко време и се активираат и потребни и непотребни мускули и движењата изгледаат груби, непрецизни, неубави, нели, па затоа во гимнастика кога ќе се научи движењето или во некои такви спортови каде што има уметнички дојам, нели, оценка квалитативна, тогаш навистина се проценува дали како изведено движењето, ама во суштина се проценува како се контрахираат мускулите еве во позадина. Тоа е, значи, првото ниво, каде што е хаотично, но така успеваме нешто да правиме. Второто ниво веќе се Бернштайн го дефинира како ниво на синергија. Почнува здружена работа на мускули, значи се појавуваат некои стабилни шаблони. Ја можам да го протнам јаженцето кога рацете се вкрстени, ама сепак не е доволно, не изгледа така, мислам, не изгледа. Далеку е.
не е приближно на она што е побарано. Ама јас сепак основната задача ја изведувам дека поминува ја женцето. Е сега колената ги виткам, рацете одат повторно каде што не треба, едвај поминува ја женцето, нема добар лак. Ако ве прашам како се викате додека изведувате, ќе се заблокирате. Значи се уште не е научено движењето како што треба. Но постои некоја синергија и затоа ова ниво Бершнен го нарекува како второ ниво или ниво на синергија. Контрола доаѓа директно од кортекс, кортекс нели кора на централен нервен систем на мозокот и се појавуваат некои стабилни шаблони, се појавуваат. Третото ниво вика дека е ниво на просторно поле, каде што се обединуваат сигналите, движењата се прилагодени, има квалитет во движењата, координацијата не е потребна, ама и веќе не ни е потребна тука, има економија во движењата, значи нема згрчено за разлика од првото ниво каде што тонус комплетен. Мислам екстра тонус на мускулите и многу големи мускулни групи се вклучуваат. Кај третово ниво веќе каде што Бернстайн го нарекол ниво на просторно поле, значи ние веќе во просторот можеме да бидеме некако сигурни за движењето што го изведуваме. Четири нивоа се. И сега вели четвртото ниво е ниво на акција со објекти. Значи, ние кога сме го научиле веќе толку добро движењето, нас движењето не ни представува проблем. Еве голманот ќе го земам. Или шут. Земете било кој Лига шампиони имаше. Било кој гол вратете го назад што беше даден. Ајде нека не биде било кој, ама памтам 3-4 гола сигурно нека беа. Ќе приметите дека играчите кои што ги постигнуваат или тие што шутираат на пример, ала еве нека биде затоа што има успех, постигнат гол, нели во рамки на голот го совладал голманот и така натаму, тој не гледа каде шутира. Значи тој ја има во просторот, го има во слика, движењето го знае, дава точно насочени стимули кон мускулите за да топката помине тамо каде што сака и пази и го совлада голманот. Значи не само да помине во рамките на голот, туку и да го совлада голманот. Значи да го измести, да го отворете било која, пробајте еден експеримент. Сега тоа ми падна прво на памет, но може да ги најдете ова ниво на акција со предмети, со објекти, можете во било кој и во други движења да го најдете. Например, ако ви е јасно ова што ви го кажав со играчот кој што шутира и не гледа, туку изведува некоја акција со објектот и не треба да мисли на тој, нели, на тој дел, значи движењето е толку автоматизирано да точно знае каде ќе ја погоди топката. А, уште едно примерче, например со детенце, со бебе, кое што пробува да ја земе чашата. До една година бебе, ако се смета се уште нели за бебе, дете мало да кажем до една година, пробува или помало, сега не ме држите, тука веќе зависи од возраста и кое детенце како напредува. Пробува да ја земе чашата, но движењата се непрецизни, не може да дојде со раката кон чашата. Но кога ќе настанат движењата, кога ќе бидат прецизни, значи кога ќе се усоврши движењето, понатаму не вложува детето толкова енергија за да со рачето ја погоди чашата и да ја земе, туку чашата ја користи за да манипулира, не е убав збор, туку да се напие вода. Значи не размислува веќе како да дојде до чашата, туку чашата ја користи за да може да има некоја акција со објектот. Затоа се Бештан вака го некако го има изведено четвртото ниво, каде што е веќе автоматизирано движењето, вели дека аз сум ставил и пример тука, чашата ја гледа како објект за употреба, а не како висина, должина или задача за да ја фати. Значи, веќе манипулира со објекти. Манипулација, ајде да не биде убав, може би не е убав збор, ама тоа е суштината, нели? Како лек. Лекот е дрога, исто така. Значи, дрога. Ние велиме дрога за тие што земаат стимулативни средства во рекреативни цели по-ново, иако е тешка глупост тоа, но сепак лекот генеричкото име на секој лек е дека е дрога. Истото и ова манипулација, значи ние изведуваме некој манус, движења со рацете, манипулираме нешто, но идејата беше тука дека ова четврто ниво е всушност кога ќе се научат добро движењето. Уште еднаш, прво ниво хаотични движења,
нема контрола убава, многу концентрација, треба второ ниво, веќе има синергија, значи синергија кога се вклучуваат здружена работа кога има на мускулите. И се препознава движењето, добро е, на добар пат сме. Ниво на просторно поле, каде што веќе ги обединува сигналите и прави прецизни движења. Ама арно, ама ако прашате како се вика, може да се заблокира. Значи додека го изведува движењето. Но тука е некаде, веќе на добро ниво, и четвртото ниво е каде што скиите не ги користам јас за да, мислам тие што знаат да скијат, за да, или велосипедот, не го користам средството за да го учам, туку го користам средството за да стасам до работа, за да се спуштам по планина, за да се качам на угорнина, нели, манипулирам со објектот, го користам објектот како средство затоа што движењето е научено до степен на автоматизација. Дали имате нешто во однос на ова да прашате? Пробав овде да ги објаснам овие 4 нивоа, ќе ги видиме и преку кај Гаич како се објаснети, но се задржав намерно кај Берштейн затоа што дзирнете нешто за Берштейн што кажуваат и другите. Добро, ако немате коментар, продолжувам понатаму. Значи, зборуваме за... Чекај, нова долго функционирам. Да. Зборуваме за контрола на движење. Го забрзам видеото. Nous, c'est le Saoudi. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Пазете контролата на движењето. Како да се два дела во телото. Да се нозете одвоени од горниот дел од телото. Ова е традиционални танци на Зулу племе во Африка. Но супер пример е, ќе споменам дека Le chant, quand ils quittent au champ, le soir, ils viennent. пазете контролата на S'ils sont pas движењето. fatigués, ils se réunissent et puis ils commencent à Како да е одвоен, danser како да е autour на du- амортизери, како да не Et jusque-là, ils ont движење pu créer во горниот дел од телото. un max. Едно примерче за, нели, не е дека само Гела. секото е. Тоа Et е тоа. c'est ce gars-là qui a créé Не е дека само, нели, преку овие движења, ќе да правиме контрола на движењето. le Zawi international. Parce qu'ils ont fait des sorties. Чекај да видиме овде што се случува, ако аха, да. Guru People на обала на слоновата коска. Zulu Dance, Zulu танц. Што ни треба за да можеме да управуваме со системите? Всушност да учиме ново движење или да задаваме некои движечки задачи? Треба да имаме јасна цел, нели? Информација, готова програма и така натаму. Ова понатаму доаѓа како проба, функционирање на сензорни корекции. Што сакам да кажам, дека кога одиме на пазар да купиме нешто, било каде, дали е пазар, продавница или излегуваме од дома, сигурно имаме план некаков, не излегуваме туку така, колку да излеземе, дури и колку да излеземе, знаеме што ќе правиме, ќе шетаме. Значи имаме некаков план. Така и тука, кога го изведуваме движењето, треба да ни е јасно. Ако помните, ние затворавме очи и пробавме да извизуализираме, додека не го направам планот во глава, да шаблонот да го имам во умот, не можам да го изведам движењето. Значи, овие работи што ги кажувам сега во овој слайд и претходните, например, за Берштейн, вие како даскали или како некој кој што учи, задава учење на нови движења, едноставни, значи може и само со прстите да бидат движењата, би требало да знаете да процените, нели да истестирате, да процените и да кажете, аха, има напредок, и тоа е тест некој, нели, тестот е проценка. Аха, да, има напредок, добро е, чекај, нема напредок, треба да смислам нешто за да му овозможам да дојде во другото ниво. Тие нивоа меѓу себе не се многу, немаат јасни црти, например, како анаеробен прак, кога кажуваме, и тоа е некоја разлика меѓу нивоа. Но помеѓу првото ниво, кај Берштейн и четвртото, може да приметите дека има голема разлика. Нели, кога ги вртиме женцата некој што знае и може да објаснува и да кажува телефонски број, адреса и слично, да не размислува на движењето, и некој кога прв пат го пробува. Значи, идејата е на овој дел овде дека треба да ни е јасно што правиме. Треба да имаме информација и нормално треба да од функционалниот дел да имаме повратна врска од сензорните корекции, за да они ни кажат дали е добро движењето. Што мислите, што е поквалитетно кога
Сам ќе воочам нешто или кога ќе ми биде кажано од надвор? Сам. Сам. Тоа е исто, тоа Ме е исто. кажа, Па некоја ќе ми биде кажано. Нештата за да ги поквалитетни се нештата и само обучувањето, учењето е поквалитетно кога сам ќе дојдам до таа информација. Некогаш е тешко, па еве сега Даскалов тука решил да зборува за управување на движењата, вие можеби не сте имали идеја за тоа. Ама ќе оповрзам со студирање. Значи не може некој за вас да студира. Не може бадијала ова часови што се предаваат, снимаат и ви се даваат во некоја форма или бадијала еве ако присуствувате, мислам ако присуствувате бадијала ако после тоа сами не го сватите тоа или сами не трнете во акција да го совладате, да ги примите информациите, да ги примите знаењето да го примите. професоре, мислев примерно некое ново движење како со јажинцето што правевме. Пример, Исто, од вас гледавме, ни кажувавте, па после ние со затворени очи визуализиравме, па поубаво можевме да... да, те разбирам, ама види и во тој дел исто, еве, прашањето е баш кон ова. Каде ќе биде поквалитетно учењето и побрзо? Ако успее сам да сватиш каде е грешката или да чекаш некој од надвор да ти каже каде е грешката? Добро, нормално, ако успееш сам да сватиш. Да. На тоа мислев, инаку се сложуваме птен. Сам кога ќе добиам информација, тоа е моментот на аха. Тој момент во психологија ќе го учите, значи тоа е као еурека. И добив информација за вау, ова не сум го правил како што треба, просветлување на некој начин. Инаку од надвор ја може да кажувам на скијање се случува плуг или тоа како се ка клинеста положба, нели плуго викаме кочи, кочи, кочи. Кажуваш плуг, кочи, не, клиентот едноставно не допират информациите до него, тој има друга задача, тој не знае, во моментот е на прво ниво и е заблокиран комплетно или заблокирана и не може да допре информацијата до неизет, до него дека треба да закочи. Арно, ама кога ќе дојде информацијата како да ги постави скиите за да закочи, готово, значи најголемиот прак е поминат. И тогаш сам осознава. Затоа, ако се сеќавате, прашав еднаш, а му убаво уште еднаш да се каже, кој ве учи? Сами се учите или даскалот? Нели? Сами се учиме. Даскалот е тука, или даскалката, само за да ни искоригира, инаку ако сами не се научиме, едноставно не може, не е функционално е тоа. За нас не може никој да го совлада движењето или да ни даде некоја информација. Доаѓаме до една од така многу ме гаѓа кога на испит ке прашам што се моторички навики, не знаат што се моторички навики. Еве еден слайд, се врти околу моторичките навики, ама или моторички способности ги наброите па дека се квалитативни движења и така натаму. А моторички навики да не знаеме да кажеме а сме дошли на испит, не ни знаат некои студентки воопшто што се зборува, мислам на што се однесува тоа моторички навики. Терминот е тој одбран, моторички навики или добро научени движења, доведени до степен на автоматизација. Постојат, значи тоа се ќе видиме таму условни рефлекси, условени рефлекси и вродени рефлекси. Значи условени и безусловни рефлекси. Овие моторички навики се добиваат на база на условени рефлекси. Значи ние условуваме. Значи условуваме да научиме. Затоа се нарекуваат условни рефлекси. Условуваме дека инаку безусловните рефлекси, ама ќе ги споменам понатаму, се носат со раѓање. Значи тие ги добиваме со раѓање, во генетскиот код се запишани. Арно, ама ние пробуваме да на база на задачите да условуваме рефлекси, движења, еве така да кажам, и да изградиме стереотипи. Стереотип е цврст отисок, стереотип. Значи, цврст отисок. Може така да го запомните, или тоа се нарекуваат моторички навики. Значи да направиме цврст отисок во меморијата, во мозокот и да кажеме, аха, тоа движење е меморирано, значи тоа е како влезено на USB. Ќе видите понатаму. Ама, еве, запомнете ги некои термини. Моторички навики, стереотипи, рефлексни движења, условени рефлекси и безусловни рефлекси. Нека
нека ви стои како информација, мислам дека ги објаснив. Значи, е уште еднаш, кои рефлекси се вродени? Безусловните или условните рефлекси? Условните. Вродени се безусловните рефлекси. Условените рефлекси се оние кои што мораме да ги доведеме до моторички навики. Значи, ја кажува, не мислиме на нив одење, трчање лево десно, ама не знаеме ние да одиме и да трчаме на почеток, ниту да скокаме, ниту да ползиме. Арно, ама знаеме да цицаме, знаеме да плачеме. И имаме хаотични движења во рацете, кога сме биле бебиња. А, околу учењата, значи тоа беше за моторички навики, ама постојано ги спомнувам цело време. Тоа беше дефиниција што беа моторички навики. Во антропомоторика, така, секогаш кога, не само во антропомоторика, него кога го учиме нови движења, повторно ако приметувате долу под 1, 2, 3, тоа е кибернетскиот модел на Винер, на Норберт Винер, каде што имаме подготвителна фаза, реализираме нешто и после имаме оценувачка, тоа е повратната врска. Таа повратна врска многу ни треба. Значи повратната врска сами од себе да ја добиеме или нели како што спомнавме да ја даде наставникот. Значи моја сугестија од искуство е супер да ги оставите луѓето се снајдат сами. Нормално треба да е безбедно. Ако не знаат, тогаш им кажувате. Например, вие ако ги имате информација, ако имате од оваа информација, дојдете на испит. И нема што да ви објаснувам јас. Ама сега пробувам затоа што е работа, платен сум за тоа да дадам некои информации за да може нели вие да ги продлабочите знаењето, иначе претпоставка е дека може би имате информации за ова. А ова оценувачка фаза е повратната врска. Значи, вие како даскал или зошто кажувам на или самите, нели, праќаат видеа студенти и ме прашуваат професоре дали ова добро. Колега или колешка, отвори го видеото и види дали е добра. Значи ти сам ќе се оцениш дали е добро. Ама не вие да ми кажете, не кажувам јас дали е добро. Зошто? Затоа што вие треба да бидете даскали во иднина. Вие треба да знаете тоа дали е добро. Објаснете вие што ви е добро, направете одлука, decision making, како се вика, превземете одговорност, бидете храбри и одлучете, добро е. И на крај кажете му на наставникот, да, добро е затоа што тој може и да ви прашува трики прашања. Да ви поставува типот да провери зошто вие мислите дека е тоа добро или не е добро. И вика ова не е добро. Не, професор, ова е добро затоа што одам до долу, го правам до горе движењето, лактите ми се тука, рацете ми се воботват, нема екстра движења. Значи, тоа се бара од вас. Да донесете одлука, а не да чекате некој друг да ви каже. Тоа е самото учење. Мислам, само обучувањето. Но без ова трета фаза оценувачка не може да одиме напред затоа што мора да добиваме фидбек кон самите себе, значи прво како е движењето или како се однесувам јас кон нештата, ама ајде нека биде овде за движење зборуваме. Кај Гајч може да се најде една информација која што слично како ке Берштейн, па вели тамо дека има некои 3-4 фази. Зашто се овде 3 ставени? 4 фази треба да се. Генерализација, концентрација, радиација и стабилизација. Ова треба да го проверам, зашто една фаза ми фали тука. Значи, тука се некако генерализација, каде што повторно движењата се хаотични, слично како ке Берштейн првата фаза. Концентрација веќе се препознава, тука е негде, ама не може движењево, не наликува на тоа каде што треба. Аха, сега ми е јасно. Концентрација, она стабилизација нарекува фазата каде што веќе е запишано се, да, ова ќе треба сепак да го проверам в слайдов малку. Последната фаза е фаза на автоматизација на движењата, каде што моторичката навика е веќе научено движење и запишано е во централниот нервен систем. И овде сега има еден термин кој што, нели, фазите се тука 4, еден термин кој што треба да го имате во предвид, според оваа теорија, вели енграм. Значи, направен енграм. Егнам се тие врски кои што се поврзуваат во мозокот и го формираат движењето на физичко ниво. Значи, пробуваме преку таа теорија да го објасниме. Тоа е едната од теориите. Значи, кога се оформува движењето до степен на автоматизација, ние всушност формираме енграмска врска. Тоа се многу сијалички во мозокот кои што кога изведуваме движење со некое сојаженце, например само напред по скокнување, само тие сијалички се полнат, само тој пат се осветлува.
Ќе видите во едно видео нареден пат. И велиме, има енграмска врска, значи за вртење нанапред имаме енграмска врска и тие сијалички се полнат. Се вклучуваат. Тие центри во мозокот се вклучуваат. За вртање наназад вкрстено се вклучуваат некои од нив, ама и некои други сијалички. Значи тоа е друг енграм, друг шаблон на движење, друго автоматизирано движење. Енграмот на тоа се однесува дека се прави некоја врска во главата, во мозокот, кој што ни креира стабилен шаблон. Значи веќе е стереотип, тоа е на база, тоа е безусловен рефлекс или формирана моторичка навика до степен на автоматизација. Ова е основната дефиниција за моторичка навика. Моторичка навика е движење кое што е автоматизирано, кое што е добро научено, значи од почеток. Моторичка навика е добро научено движење до степен на автоматизација. Следно прашање, што е тоа степен на автоматизација? Тоа е моментот каде што не ни треба свест да размислуваме за движењето за да го изведуваме. Значи се одвива движењето на субкортикално ниво и ја можам да работам некоја друга умствена задача, а да го изведувам истото движење. Значи, еве ви во една реченица, ова е оценка за 10. Не затоа што јас сум ја кажал, туку логично извртете ги зборовите како сакате, логиката да се каже што е моторичка навика, веќе имате информација. Тоа е се поврзано со енграм и нели така натаму. Има овде, еве ги тие енграмски врски во мозокот, визуелно представени. Ова е еден филм кој што се вика What the Bleep Do We Know? Да не го кажувам тој срамотниот збор, ама и филмот така и се вика What the Bleep Do We Know? Значи, као што ние всушност овде знаеме, наместо може да го најдете документарец каде што објаснува за организација на мисли, движење, како централниот нервен систем функционира. И овде извадена една врска која што една слика која што покажува како се палат тие сијалички, но мислам дека ќе видиме со едно видео, да. Овде има, ќе пробам да стопирам, нема звук, но има сабтајтл, така да објаснува за формирање на чувството на љубов, на емоции и како тие енграмски врски функционираат, како се палат тие сијалички. Мал вовед затоа што брзо го тера овој дел. Вика, мозокот е составен од многу неврони. Тие се поврзуваат во невронска мрежа. Секое место си има инкубирана мисла или меморија. Мозокот ги гради на база на закони на поврзаност во меморијата. Идеи, мисли, чувства, се тоа меморирани некаде и поврзани у невронската мрежа. И кога ќе ги повикаме, тога се појавуваат како сијалички, како енграми, може да приметите сета. Визуелно е покажано така, значи се вклучуваат како акција, не дека ни свети нешто во главата, ама викаме ни светна, туку визуелно е само покажано. Значи според оваа теорија на формирање на енграмските врски, дури и бесот, овде зборува за било која емоција, нели, дека може да се препознае како енграмска врска, како шаблон во глава и всушност дека ние на тој начин правиме некој модел во главата. Истото е теоријата за кога правиме модел за формирање на движењето. Сега, овде сакам да еден друг пристап кој што е, мислам, еден пристап при учење на нештата и кој што се вика еколошки пристап, тоа е нелинеарен педагошки пристап, значи нелинеарен значи дека сега јас ќе ти кажам, значи нема како едното нешто се менува, така и другото, тоа е линеарно. Нелинеарно значи дека две нешта не се менуваат или немаат ист тек во низ времето и во просторот. Кај линеарно се очекува дека ја треба да ти кажам ти што треба да направиш и ти треба тоа да го направиш. Значи ја како ти кажувам, колку поквалитетно ти кажувам, ти поквалитетно го правиш. Тоа е линеарен пристап, ама во теоријава на учење на движење постојат и вакви нелинеарни и ова се понови движења, понови теории, затоа што пробува да се процени однесувањето на човекот и како се учат нештата. Значи, немојте да ви биде да мислите дека е нешто сложено, туку само едноставно пробајте преку визуелно, ќе пуштам неколку видеа, визуелно да добиете информации, например, ова едното е учење
на база на ограничување, значи се вика constraints lead approach. Чекај да видам. Да, може. Нека оди видео. И слушајте го Constraints-based цело. learning is. So I thought I'd make a video Може on да it. пуштите звук. Development of contemporary motor learning theory, specifically ecological dynamics, led to the birth Се of the нарекува contemporary ecological coaching method, dynamic или constraints-based learning. еколошка динамика. Ecological psychology is the first part of the puzzle. In 1979, James Gibson released a book about his Само потврдете ми дали се слуша доволно добро. Да. Да. Да слушам. Ќе го оставам, трае 2-3 минути трае. ecological model of visual perception. The way an organism perceives an environment is key to how it acts in it. He discussed it in terms of affordances, which are opportunities for action available to organisms within the environment. He gave an example of how a water strata would perceive a glass of water differently to that of a human. Where a human would drink the body of water, a water strata would walk across it. Значи, ова е животинче, He да. also has a quote. Нека биде. It is the size of the cup relative to the size of the hand that makes it graspable. The next bit is dynamical systems. Dynamical systems is the mass behind it, and it looks at how systems interact. The key thing to know is that it's non-linear. There isn't a linear interaction between systems or linear development. Everything works in a non-linear fashion. Add these together and we have ecological dynamics. Значи, нешто кое се зборува за екологија, ние може би ви асоцира зборот на чисто, на убаво, екологија, значи земјата е еколошки систем, не затоа што е чиста или нечиста, нели, може и нечиста биде, ама она е еколошки систем, таму има вода, планини, реки, луѓе, животни, растенија, на тоа се однесува, значи целовитост на нештото, екологија на системот, екологија на часот по физичко, значи на тоа се однесува кога зборува за екологија. Which is what underpins Динамика constraints-based во learning. екологијата. The key thing to understand is that Значи, прво што кажа дека имаме еколошка психологија или психологијата поставена од Гибсон и спојува две работи, значи визуелно приметување на нештата, нелинеарен пристап и тоа доведува the до way a person ова што perceives сака да will го кажа. determine how a person acts. The constraints on our perception and therefore action are broken into three areas. The first being the environment, which could refer to weather. Значи, зборува за како ние ги перцепираме нештата, значи кои три работи се вклучуваат или мораме да ги имаме во предвид. Such as wind, Првото е rain, snow, humidity. средината. Playing Environment. surface, where we could have sand, grass, clay, Ова се класични Hard or примери, soft. не е само за движење. or something like a slope, which could go up or down. The second is the individual. Each individual has a unique set of constraints. Значи, првото беше средината во која што обстојуваме, второто е индивидуата. Whether that be physical attributes, such as height, weight, or limb length, or mental attributes, such as experience, personality, or confidence. The third constraint is the task. Within the game that we... Третиот constraints се вика ограничувач или предизвик. Ајде, constraints многу е тешко, не се преведуваат баш добро, ама на suma.edu страна таму ги има добро објаснето, мислам дека ја посечив минатиот пат. Значи, третиот constraint или третото нешто што влијае кај нас е задачата. Playing, we can change the rules, the number of players, the size of the field, for example, the time that the game goes for, or maybe we could change the number of goals available for players to score in. The combination of individual, environmental, and task constraints create emergent behaviors. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception and experience. Ова е најбитното нешто што го кажа. Значи, наместо ние експлицитно да му кажуваме на некого како да учи, ние создаваме услови за да тој имплицитно, значи внатрешно, на што го прашав преска што комунициравме, внатрешно ние да креираме услови тој од внатре да ја добие информацијата и да го научи движењето. Ама овие сите работи, значи средината што ќе поставиме, гледате, значи овде е ставено дошт, сонце
песок, ама ставена е некоја патека у горница каде што треба да се качи, нели? Кога гледаме за учење нови во кинезиологија или во физичко образование. Вториот момент што ни е битен е индивидуата, каква е индивидуата. Ние треба според секоја индивидуа да се насочиме за да може да извлечеме максимум и да се прилагодиме кон индивидуата. И второто е каква задача даваме за да на крај може да произлезе некое движење или некоја акција. Да, мислам дека е тоа. Значи, ова е некој ecological dynamic кој се нарекува при учење, при однесување и како се, еве да кажеме, ние зборуваме за совладување на движењето, иако се многу општи термини, некои законитости функционираат и во други полиња, кај нас не интересира како ние тоа го работиме со учење на движење. We'll compare an isolated Ова е за constraints-based learning activity или with a constraints-based activity, учење на using the база theory of на affordances to underpin our justification. Just so учење. we're all Уште еднаш ќе да пробам да го вратам назад. Океј, го врати, супер. Значи, како да го научите движењето во целост или да го анализирате или да го поделите движењето на различни предвежби. Еве уште едно прашање. Мислам дека веќе ги фаќате моментите. Што е поедноставно, што е подобро? Да проба тој што го учите да го изведе движењето во целост или да го учите со предвежби и со поделување на движењето. Сега ќе учиме прво овој дел, па прво тој дел, па на крај да го научиме целиот дел. Што мислите, што е поефикасно и пометодски? По-добро? Со делба на движењето. Со предвежби. А зошто ако човекот може тоа да го научи и нема потреба од предвежби? Зошто да го... Зависи каква вежба е, пример, што треба да направи, ако не е толку комплицирано, ако може да сфати, окей, ако не, со предвежби. Еве скијање. Има некој од вас што не скија никогаш? Јас. Супер. И сега, например, треба треба да ги ставиш чевлите на нозе и да ги ставиш скиите на чевли. И сега тоа да го пробуваме дома или да го пробуваме на снег. Каде да го пробуваме? На снег. Може и таму и таму. Да, ама на снег веќе средината е друга. Значи дома ти си во други услови, дома си во домашни услови, вамо си каде што и средината и снегот може да ти да направат повеќе отворање на човекот, значи да биде поотворен кон примање на новитетите. Исто така, тука не е споменато, постојат 3 метода на учење, аналитички каде што се разложува движење. Пази, згиб, ќе кажам, аналитички, синтетички или комбиниран. Синтетички одеднаш му го даваш движењето, аналитички го делиш на предвежби. Другото е комбинација. Сега нормално, ако е многу сложено движењето, тогаш сепак ќе прашам, можеш ли да пробаш ако знае точно да го изведе? Нормално треба да е безбедно се. Ако приметите дека е небезбедно, не давате ништо да изведе. Значи, safety first, тоа е првиот момент, дека треба да е безбедно. Ако е безбедно, тогаш зошто да не проба веднаш? Замисли, пробува да скија и знае да закочи. Па не треба ја да го учам да се лизга на една нога, да се лизга на друга нога. Зошто? Затоа што постои трансфер од скијање со нордиски скии. Или возел на сноуборд. Сноуборд. Не го прашувате клиентов, ама едниот клиент може веднаш да направи свртување со сноуборд. И после тоа проверувате, па чекај, он возел скирал. И него му се слични биомеханички движења, он веќе има направено сличен шаблон. Дали има потреба кај него сноуборд? Ако не возел никој исто како ски, значи е комплицирано, тоа се прво паѓате на нос, на лакти и најчесто се крши рачниот зглоб. Значи опасен е. Арно, ама приметувам, почнува да учи одредена група и некој почнува веќе да ги совладува движењата многу побрзо, знае да заврти одведнаш, не му требаат предвежби. Значи,
тој најверојатно имал некој искуство или многу побрзо ги фаќа движењата. Мене ми се има случајно на скијање со наша колешка која што карвинг свиок научи 4-тиот ден. Значи, сакала или не, она интуитивно влезе во системот и немаше потреба да го покажувам карвинг свиокот и да ги учам со предвежби. Спушти се долу, стисни на нога, едноставно се намести. И сега на таков, ако јас одев со предвежби, нејзе може би и досадно ќе беше. Ама на почеток пробав да видам, пробајте вака да се спуштите, оп, една од групата се спушти така. И веќе обуката или приодот кон тој клиент е друг, на друго ниво. Зошто го враќам назад со предвежби, кога можам едноставно да го усовршувам понатаму. Така да во тој контекст и ова видео се однесува. Моја препорака е функционирам на скијање, еве, особено на скијање, затоа што е нова средина, нови услови, нозете ни се долги 1,80 м, нели толкави се скиите, кој како е висок и така натаму. Чевлите, целата опрема е тешка околу 15 килограми на нозе, дува ветер, врне снег, овој инструкторот вика од тамо, не се слуша ништо. Кај сум дошол, што сум кревал рака ако ви текно на тетовирање, кога го ставија во комбе полициско. Но тој застана да стопира и на крена рака и го ставија во комбе, и истото и ова. Што сум кревал рака, што ми требаше моментов да дојам на скијање. Арно, ама, двата пристапа, да, функционира, мене ми функционира и јас сум поборник на тоа. Пробај ако може да научат побрзо, не да ги забрзувам, туку поефикасно, тогаш нивниот капацитет на клиентите е побрз и зошто ги враќам назад. А понатаму да, ќе ги учам, ако се студенти на факултет, ќе ги учам методика, какви вежби има, какви предвежби. Но генерално ние добиваме луѓе студенти кои што не знаат да скијат и треба да ги научиме да скијат. Откога ќе го научиш некој да скија, барем основи, тогаш може да се играме со вежби, предвежби и такви моменти. Мислам, може и претходно, не ме сваѓате погрешно, и треба и претходно ако не знаат. Ама ако знаат, тогаш нели полесно е автоматизираното движење да го стави во функција, па да знае и таа вежба зошто е и како е и така да ја прифати. Инаку двата пристапа се точни, но би било добро да погледнеме што ќе кажат на видео. Сем ако немате некое прашање. Супер се консултациите. Имате ли некоја ваша пракса? Што мислите во однос на овој дел? Okay. In this video, we'll compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Just so we're all on the same page, isolated activities are activities or drills repeated within an environment where there is limited solutions and are explicitly taught. We give players the how. Constraint-based activities designed through the manipulation of environmental, individual, and task constraints to develop implicit emergent behaviors. Here is an example of an isolated ball mastery activity, Пази сега како го using изолира cones движењето and на десна poles нога. as points of reference for movement. Гледате, In имам this activity, чуњеви. players have been asked to dribble the ball Значи треба around the да poles прави дриблинзи without hitting the cones. со десна The нога, aim is to ама get има around all точно poles as чуњеви каде quickly as треба да оди. possible. Players have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Значи задачата е Ultimately, what we can see is players perceiving and изолирано, acting затоа што with reference to работи the само со poles and десна cones нога, and зададене the шаблонот explicit не размислува instruction многу. given by the coach. Both things which are never Може би мисли, present ама ќе in the видите game. што се случува следно движење. Here is an Сепак example of a constraints-based ball mastery activity, using an opposition Тоа беше player. изолирано, ова е as a constraint point of based, reference. значи каде што се задаваат In this activity, players are split into two roles. One person is a tagger and the other a runner. значи брканица. The aim of the runner is to avoid getting tagged for 15 seconds. The aim of the tagger is to tag the runner. Both players must Не знам дали ја свативте играта, мислам многу игри има, ама ова е дека двајцата имаат топка и едниот го брка другиот и треба само со десна нога, на пример, да ја шутираат топката и да ја водат. be in possession of a football. The environmental and individual constraints stay the same. The task constraints have been manipulated. The size of the playing field, the number of players, the limited use of goals, and both players having a ball, along with the rule change of not being able to tackle and rather having to tag. One key to the motor learning theory that we have discussed is affordances.
These are Што е идејата? Дали сте виделе вие бидејќи фудбал беше активност овде, чуњеви на сред терен кога играат меч? Не. Не, да едноставно средината, околината, другите играчи треба да му дозволат на фудбалерот да научи како да се однесува. Значи, не на Меси да му задаваме чуњеви од чуњ на чуњ да оди, туку да ја реши задачата. Второто видео токму тоа го прави со десна нога, да, задачата може да биде десна нога. Само десна нога, ама тој треба да се снајде на тоа како околината влијае на него. Значи, како другиот играч кој што е околината влијае на него, тој му задава проблеми. И он треба со десна нога да води, ама не од чуњ на чуњ, каде што е многу едноставно линеарно. Тамо е линеарно, овде не е линеарно. Овде не знам од каде ќе дојде проблемот и ја ќе мора да го решам проблемот. Тоа е многу поквалитетно движење отколку учење всушност, отколку само линеарното движење. Направи го ова, ќе добиеш тоа. Не, овде не знам ја што ќе добием. Нели, тоа е ациклично движење, каде што голманот не знаеме како ќе изреагира, овој што шутира не знаеме како ќе шутне, а не постојано шутира во левиот ќош, шутира во левиот ќош од голот. Значи, тие два пристапи на линеарен и нелинеарен пристап на задавање или учење на opportunities for action within the environment. Само да имам што има да ми Importantly, текнува. the learning is in finding these opportunities for action or becoming attuned. Да, можност е affordances. In the isolated activity, the environment players are placed in is static. We have a bunch of cones which do Лево not е change. статично и The ништо players have been не given променува никако. explicit instruction to only use the right foot and to Со take a touch every step. статично, со Opportunities for action change slightly, but because the environment Because isn't of dodadен dynamic in шаблон. nature, there is a limited need to search, limiting the use of the perceptual system and ultimately limiting Тоа е the многу amount добро. of learning. Го лимитира перцептивниот систем, лимитира истражување. Значи нема импровизација, туку направи го ова ќе го добиеш тоа. Тоа е како кај приметивте две различни музики, на пример, Green Day ритам, джез ќе кажете нема ритам, апсолутно има ритам, ама е многу отворен, многу е по-динамичен, многу е неочекувано ќе дојде некој дел од песната ќе се вклучи. Значи не е изолирано, туку е едноставно дадено да отворен систем. Значи отворен систем кој што е многу по-функционален отколку ова learning изолиран. opportunities. In the constraints-based activity, the environment players are placed in is dynamic. Значи овде There's a tag present влијанието that на acts as средината е динамично. Players are given freedom to use any type of ball control, Му you давате can see слобода. different uses of the foot, Што сака different да кори. size touches, different body positions, and even varying uses of speed. They're Различни constantly searching for opportunities within the environment to Постојано act. е во потрага The по решение. perceptual system is Тоа морам да highly кажам. active. Постојано е во потрага по решение. Значи тоа е да излезеш надвор од хомеостазната состојба, да излезеш надвор од нормалното функционирање. Постојано барање на решение. Некогаш е заморно, па ќе одморам, ќе легнам попладне или нели, ама постојано имам некој предизвик, нешто да направам, инаку другото влегува во летаргија. Тоа и во животот исто. Значи постојано да имам некој предизвик, нешто да се случува. Ако е изолирано, стани, оди на работа, доручкуве, оди на работа, врати се, попладневен одмор, тоа влегува изолирано, тоа е линеарно, знаеме што ќе се случува. Ова другово е каде што едноставно си задавам некои нови предизвици денеска, ќе пробам нешто, значи не мора се тоа да биде да го качам Еверест денеска, но едноставно излегувам надвор од шаблонот на функционирање и надвор од линеарноста. As the players move away or towards their opponent. Ultimately, the point of this video is to provide justification for constraints-based learning. The key point is providing players with opportunities for the high use of the perceptual system. Значи, главниот момент е да им се дават можности, opportunities, можности на луѓето за да го користат перцептивниот систем и она што го носат внатре од себе. Тој кажува перцептивен систем, но во суштина индивидуалноста да излезе. Значи, секој од нас е во еден момент може да биде и професор, може да биде и секој еден од нас е посвесен
во група кога сме, значи не мора да биде дека е тој што го води часот или тој што е тренерот, едноставно може играчот или некој од нашите нели другари да каже чекајте, мислам луѓе дека ова не е како што треба, може на овој начин да се реши. Значи тој е посвесен во тој момент. Оставаме нештата да бидат подинамични отколку through a need to attune to affordances within the environment. I hope this video was informative. Океј, супер. Тие се два момента, мислам овој нелинеарен пристап на учење, значи не е само направи ќе добиеш ова, туку едноставно оставаме да видиме како ќе најде решение. Значи тоа е убавината, тоа е студирањето, да најдам сам решение во нештата. Нели? Споменав еднаш на час. Многу убаво во некои религии е споменато, например, джихадот го спомнав. Тоа е света војна со сам себе, значи со сам себе да најдам решение во сам себе. Да пробам да се искоригирам сам себе или да се видам сам себе. Значи не да се борам со светот, со дрвјата или со планините таму, тоа е безуспешно, не може природата да се освои. Теорија филозофски природата не може на пример Еверест или не знам некој не го освојуваме ние врвот. Не може врвот да се освои. Не можете, природата не може да се освои, таа не освоива, таа е сама по себе си постои, ама ние самите во себе пробуваме да направиме некоја налик на војна, не е добар можеби терминот, но едноставно да се просветлиме, да најдеме решение самите во себе, а не да биде тоа некој друг за нас да ни каже направи ова, ќе го добиеш тоа. Значи во однос на тоа се однесува нештата. Ова е повторно за моторичка навика. Значи дека кога се појавува моторичка навика, кога ја имаме, всушност кога движењето е постојано, кога движењето е стабилно, кога може да жонглира со три топчиња, тоа е вариабилно, вариативност на движењето, да жонглира со три топчиња, да седне и да стане и да не му паднат трите топчиња. Тоа го пробавме на час, нели? Па да жонглира со трите топчиња на дзид, тогаш има вариација. Па не само да поскокнува со јаженце нанапред, него да може да поскокнува и наназад, да го менува ритамот, едно поскокнување, две свртувања, да ги вкрстува рацете, таму има вариабилност во движењето, тоа го зборувавме по координација. Океј, ова ќе го скокнам. Да, ова се некои фази кои што се повторуваат некои, ама работи на убаво е да ги знаете, значи може и ова да го поминам. Да, сакам да кажам дека нашето искуство повторно поред Берштайн е извадено. Иако е вака ракописно, ама сакав намерно да стојат овие белешки на овој начин, како се спремани предавања и мислам дека ова многу одамна, од 2005-2006 година, кога некој труд се правеше, па затоа се ставени белешки, ама нека стои, можеби ќе ви текне тој што ќе го прегледува ова да го прочита. Ја не го читам, но ќе кажам дека човекот своето искуство го базира на претходното, значи своите идни реакции ги базира на своето искуство. Некако слично е тоа и кај движењата. Оној кој што е побогат со нови движења, може да очекуваме дека побрзо ќе ги совлада новите движења кои што доаѓаат. Значи, оној што има искуство во научил движења, може очекувано е дека побрзо ќе ги научи другите движења. Значи, луѓето што имаат искуство од различни спортови, многу побрзо ќе се преадаптираат во некој нов спорт или ќе се специализираат побрзо во еден од тие спортови. За разлика од оние кои што немаат искуство во движењата, многу потешко може да се специализираат или да се адаптираат на некоја нова средина. И кажав, движењето и учењето и координацијата е еден вид на моторичка интелигенција. Значи, ние преку движење пробуваме да делуваме и на централниот нервен систем, на интелектот некако да се формираат голем број на енграмски врски. Значи да се активираат голем број на мозочни функции со учење на нови движења. Пази, значи со учење на нови движења да се формираат, да се стимулираат централниот нервен систем. Нели, па тоа е идејата, особено кај луѓе што прават опоравок или рехабилитација или некој дел од централниот нервен систем не функционира. Со помош на движењата ние да го стимулираме централниот нервен систем за да може тој да биде поефикасен. Истото се случува и со фондот на нови движења. Значи, што поголем број на нови движења
или условувани рефлекси, ние правиме тамо да има борба внатре во човекот и стануваме поискусни, клиентот станува или детенцето поискусно и едноставно во животот понатаму поедноставно ќе ги прифаќа нештата затоа што стекнато е некое искуство. Така да овој слајд не го читам, мислам дека на ова се однесуваше, барем ме асоцираше Блиц. Да, тука кажувам дека постои трансфер од воспоставените врски, формираните енграми, кон новите рефлекси кои што се појавуваат. Добро, ова го видовме еднаш, нека стои уште еднаш за да може да се подсетувате на нештата и дека, например, математика може да учат дечињата со активност во шума, каде што собираат шишарки. И текнува собираат шишарки, имаат спушти се, дигни се, качи се, премести се, кој побрзо ќе ги собере шишарките, таму има и брзина, значи основна моторика, арно ама да учат и математика. Не мора тоа да биде да седат во клупа, нели? Со ова мислам дека ќе завршам, уште ова видео денес гледаме видео, но уживајте во видеото и пробајте да ги видите моментите на детенцето на крајот од видеото. Се работи за Лајла. Како учи да вози велосипед? Исла. Рамнотежното да ја научи, како е моторичка. Takes great big steps for Ајде го анализираме. Зошто со поголеми чекори? Затоа што дозволува повеќе време да остане во нерамнотежна состојба. И на тој начин телото да се бори и умот за да може да ја контролира и да ја одржи таа рамнотежна состојба. Па сега види, вариабилитет дава. Значи, ај сега нов вид на движење. Се повеќе за да може, значи, различни движења со цел да што помалку има контакт на стопалото со подлогата. И што повеќе да пробува да одржи рамнотежа. Значи, централниот нервен систем да се бори сам внатре за да може да одржи рамнотежа. Kangaroos, they ride like this. Lovely, and your brakes. That's it, we'll get it started. Very easy. The right pedal goes on the right side, hand on there. And just turn the pedal backwards like this. And magically... Учителот не го изолира детето, значи треба да знае детето што се случува. Вика, магично, велосипедот добива педали. Значи има цела приказна тука, да учествува и тој што го учите да учествува. It tightens it up. Done. Tighten it up. That's it. Pedal on. Little wiggle. That's good. Има еден филм, документарец, што транзицијата не направи на нас. Нестабилни времиња, родителите пробуваат да ги решат работите за своите деца. Ама всушност многу грешат. Децата треба да го поминат сами искуството. Значи ова е тоа што пробува Бен да ја го даде на Исла. Значи она сама да види зошто како ги ставаме педалите, да учествува во целиот процес. Right. Do you want to put your foot on there for me? That's it. And give it a scoot when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon. Off you go. Wow! Look at you go! Put my hand on your back. I hold you like that, and then you put your feet on the pedals. Okay. You ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Off you go. Let go of your brakes and off you go. 1, 2, 3, go. Pedal. You're gonna pedal. That's it. And stop. Brakes. You do the wobbly bit. And you wobble. Can't wobble anywhere. You're not gonna go anywhere. Keep your brakes on. Put your pedals, feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go! Let go of your brakes, off you go! And stop!
Look how far you've ridden on your own. Wow! That's a long way. Should we see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And then I'll hold the bike, feet on the pedals. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay. 1, 2, 3, go! Let go of the brakes, off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye-bye! Send us a postcard. Hola! Ќе го видите моментот на аха. Значи, тој кога сам ќе осознае тој што учи, дека дали е нештото добро или не. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes. 1, 2, 3, go! Let go of the brakes. Off you go. Wow! She's off. Супер. Сами учиме. Тоа е идејата на се. Јас имам за денеска толку. Имате ли нешто да прашате? Час и пол. Не. Време е за аеробик, нели? Да. Океј, имајте убав ден. Ќе пратам информација за линкот и за она што зборувавме на Facebook страната.